Следи го собствениот ритам, ментална сила, социјален баланс, фитнес и уште многу други теми од женското здравје. Сега во ДМ подкастот Женски ритам. Здраво на сите и добро дојдовте на ДМ подкастот Женски ритам. Новата епизода ја насловивме балансот во социјалниот живот на жената, кариера, семејство, личен развој и ми се чини дека сите филозофи од сите различни точки на светот да ги собереме нема да успеат да дадат прецизен одговор на ова прашање, но ние денес ќе се обидеме да ги отвориме и да ги провоцираме сите теми и дилеми кои што натежнуваат на сите девојки, на сите жени, да дадеме корисни информации, да дадеме добри совети за тоа колку чини женското здравје. И кога велам женско здравје, тука мислам на ментално здравје, менструално здравје, физичко здравје и социјално здравје, кои се фокус на ДМ компанијата ова лето, на една прекрасна иницијатива со низа активности од нивната сеопфатна интернационална кампања за грижа на жените, која што се одвива под слоганот "Се грижиме една за друга". Денешната тема ни е од доменот на социјалното здравје. Имаме две прекрасни гостинки, професионални, кои што ќе зборуваат не само за медицинските фактори, туку и за социјалните детерминанти, би рекла, или културните норми кои што влијаат на сите улоги на жената во општеството. Уште едно клише што сакам да го споменам на почетокот, често слушаме дека нема нешто што една жена не може да направи, но до каде оди нашата издржливост? Значи, какви све улоги заземаме во општеството, кои се очекувањата од семејството, од околината, од заедницата, како да се справиме со сите тие улоги во ова брзо, дигитално, современо живење, понекогаш дури хектично би рекла, и каква е поддршката која што ја добиваме. Се разбира, тука влегува и родителството како една голема и комплексна тема на која што ќе зборуваме, предизвиците со кои што се соочуваат жените или мајките, и дигитализацијата, современиот контекст на социјалните мрежи и притисокот кој што честопати гази врз кревката женска самодоверба. Со нас денеска на моје големо задоволство се доктор Васка Митова, психијатар и психотерапевт. Ви благодарам за прифатената покана и добро дојдовте во ДМ подкастот. Благодарам за поканата. И Моника Зец, која што е графичка дизајнерка и собственичка на мал бизнис. Добро ве најдов. Фала ви и на двете. Ми е драго што уште во договорувањето решивме дека ќе зборуваме и отворено и интимно покрај сите оние стручни аспекти на овие важни теми, дека секој од нас ќе сака да даде и инпут за својата лична приказна, просто како да кажам, да оставиме како разговорот ќе тече спонтано така. Јас честопати сум се прашувала колку ли жени, да речеме, низ историјата мечтаеле да имаат своја професија, да имаат своја кариера, така да се реализираат на тој начин. Баш онака пластично замислено, додека над шпоретот пржат запршка и со крајчето од окото мечтаат за своите соништа и идеали. Нема жена што не сака да види низ прозорецот надвор и да ги направи собствените избори, нели се додека имаме избор, велиме дека имаме и своја слобода. И тука само да расчистиме. Мажите и жените не се исти. Никогаш не били, никогаш нема да ја бидат. Просто имаме биолошки и невролошки разлики. Но она што е неопходно е да имаме се истите можности, еднакви можности. Тоа е всушност клучно за едно рамноправно општество, би рекла. Некако така би сакала да го започнеме разговорот. Дали денес е промената сепак улогата на жената и на кој начин? Веројатно е промената улогата како што се променат и времињата во кои што живееме. Веројатно жените пред 100 години не си го спомнувале можеби зборот кариера како кариера, затоа што претежно било прашање на опстанок, на обстојување, на зачувување, нели, на фамилија, на преживување во суштина. Исто како што биле улогите и на мажите, нели, да се грижи за фамилијата, да придонеси, да донесе, така да веројатно е жената дека имала малку подруга улога, веројатно можеби и потешка улога, бидејќи условите се тие и она што го велиме, нели, социјалните детерминанти, општеството во кое што живееме, но условите се многу битни. Дали некој ќе може или нема да може да мечта и да размислува за поголеми нешта. Затоа што ако се родите некаде во некое место и имате, не знам, 8 деца, од кои што можеби, не знам, имало секакви трагедии, 2 починале од туберкулоза, например, секако дека нема да мечтаете да станете, не знам, нешто друго, затоа што едноставно она со кое што располагаме, тоа, нели, и можеме да го пласираме. Очекувања секој е добро да ги има, но верувам во, нели, во неограниченоста на умот и на мечтањето на она што го збориме, секако дека секој кој што сакал да учи може од било што да учи, без разлика дали има услови или не толку баш. Моника?
Јас се согласувам во целост. Мислам дека со еволуцијата на човештвото, со развој на сите модерни технологии и се она што не обкружува, мислам дека улогата на жената е драстично променета и треба да гледаме на тоа низ една позитивна призма. Денеска јас верувам дека жената има безброј можности и баш треба да сме благодарни за сите тие можности кои што ги имаме, но со самото тоа доаѓа и таа огромна тежина за која што ти зборуваше, доаѓа огромна одговорност и доаѓа баш она балансирање на сите улоги кои што денешната жена ги има. Така што јас верувам дека е значително променета и на некој начин и треба да се радуваме на сето она што денеска ние како жени го имаме, но не значи дека треба да застанеме тука, туку баш да одиме уште понапред. Ај сега вака да го симнеме малце разговорот. Што значи тоа да балансираме со сите улоги? Лично, во секојдневието, што вас би значи? Да. Веројатно, секој време си носи свој предизвици. Да. И не можеме да правиме паралелна на нешто порано што било. Можеме ние да ја правиме паралелата, но неблагодарно е да кажеме дека нели ние имаме сега се. Тоа баба ми го спомнуваше, ќе ја спомнам сега, викаше имате се и пак сте незадоволни, ние имавме само една лажица. И кога ми кажуваше како кога родила дете, имале само една количка за детето, немале никаде да спијат, имале само една лажица која им позајмиле газдите кај што нели таа една соба која што изнајмувале во тој период и низ што се они минале за да нели потоа дури со 3 деца да кажам дедо ми да успее да заврши факултет и да се снајдат и така натака и ние сега разговараме нели за силата на жената. Не можеме да го поцениме она низ кое што поминале, но не можеме да поцениме ни она со кое што сега се соочуваме. Бидејќи сега точно е, имаме се. Но можеби се губиме себе си повеќе. Затоа што имаме жената е соочена со многу димензии во своето постоење. Никогаш како до сега не се наметнати толку многу димензии, толку многу улоги на една жена која што треба да ги менаџира или да не речам како беше да ги жонглира практично во текот на еден ден. И не можеме да кажеме дека е лесно затоа што имаме се, точно е нешто леснува, но многу работи отежнуваат за кои што ќе разговараме денеска. Да. Моника, како изгледа секојдневието? Со многуте улоги. Можам да кажам динамично, но како што кажа доктор Васка, јас верувам дека секој период си носи своји потешкоти и своји предизвици, но денеска повеќе од било кога жената има безброј улоги кои што треба да ги избалансира. Да бидам искрена, јас верувам дека не постои совршен баланс и токму тоа е убавината на животот, но факт е дека тежината на секоја улога која што ја има жената само допринесува за се повеќе да се губиме во тоа наше постоење. Така што ќе зборуваме подоцна, но мислам дека е невозможно да се избалансира, барем според мене. Секогаш едната страна натежнува повеќе, па другата, па подоцна таа друга натежнува повеќе и мислам дека всушност тука треба да го најдеме тој баланс, што е она што го сакаме во тој период од животот. Доктор Васка, и во вашата професионална, значи во стручната работа, имате ли жени кои што често детектирате некакво чувство на вина токму поради ова? Која улога да биде примарна, што да биде приоритет, семејството, детето или од друга страна професионалната реализација, личните амбиции? Мислам дека ретко мајките се прашуваат дали да бидат приоритет децата или не. Тоа мислам дека на сите ни е јасно. Но тоа не подразбира нели да не сме професионални максимално кога сме на работа. И јас обично велам исто како и бракот и родителството, исто така и во секоја димензија на мајката и од професионален аспект. Кога си на работа, си 100% на работа. Кога си дома, кога си родител, си 100% родител. Не можеш да си 50, 30, 70 и така натака. Значи, кога тоа се бара од мене, во моментот што се бара од мене, јас ќе дадам 100%. Еднакво како и бракот, ако направиме една паралела, нели ние сега сакаме да кажеме, нели бракот е 50-50, па сме равноправни така натака, но не верувам дека е така. Бракот е 100-100. Ми се чини дека секој од нас, нели, во еден момент си вика кога ќе влезам сега, кога ќе затворам вратата од домот. Ги заборавам на се останато и сега влегувам во професијата 100%. Ама што всушност значи влегување во професија 100% кога треба една жена да речеме да работи од дома затоа што во исто време го чува своето дете, така? Моника, имате успешен бизнис. Меѓутоа, кои беа првите чекори? Дали одобрувањето од околината одеше лесно?
Дали поддршката беше присутна и експлицитна или пак секогаш постоеше нешто, ама како ти ќе работиш, како ќе можеш, чувајќи го паралелно и своето мало дете дома? Многу често на Инстаграм се презентира тоа некое совршенство и сите тие квадратчиња фотографии кои што и јас ги постирам, дали е на мојот приватен профил или на мојот бизнис профил, без разлика, доста често изгледаат совршено и многу често се ствара таа илузија дека сето тоа тече беспрекорно лесно, но позади се случуваат безброј процеси за кои што јас верувам дека само ако една жена ги има искусено тие истите, точно може да разбере за што зборувам. Почнување на свој собствен бизнис, особено во денешно време, знае да биде голем предизвик. Многу често на почетокот се чувствував како несватена од околината и до ден денеска, да бидам искрена, се чувствувам како несватена од својата околина. За среќа имам прекрасно семејство кое што максимално ме поддржува, но надвор од моето семејство доста често луѓето не ме разбираат, односно не знаат да ме сватат, и тоа е огромен предизвик. Многу често тоа е многу едно самено место. Јас доста често зборувам на мојот Инстаграм профил дека самото мајчинство, па уште ако мајката е жена предприемач, сака да почне свој бизнис или има свој бизнис, едно многу осамено место. Се соочува со безброј предизвици и самото тоа да растеш едно мало бебе, едно мало дете и при тоа да пробуваш да градиш свој собствен бизнис е една непрестајна борба, едно жонглирање кое што мислам дека стварно нема крај и дека не можам јас да направам дистинкција до тука мене ми е работата, од сега работам, а од тука го чувам моето дете. Јас доста често на својот сопруг знам да му кажам, јас не знам да работам без дистракции. Јас не знам да седнам, да се фокусирам 3, 4, 5 часа, буквално умот да ми е само на работата, да сработам се и што треба, зашто доста често има мало бебе кој што се уште е бебе, кој што ќе спие, па ќе плаче, ќе треба да му дадам, дали е цуцла, дали е вода, дали да го покријам, па имам уште едно дете кое што мама дај ми да јадам, мама дај ми ова, дај ми она и доста често е доста тешко. Доста често на моменти онака знам да се фатам дека сум под некој си голем притисок или голем стрес и онака се што ми треба е само малку да направам као бекап или да се оттргнам од сите тие улоги кои што ми се дадени на тацна, но денешното време всушност тоа е тоа што го носи работење на повеќе улоги од еднаш. И тој баланс е невозможен. Затоа пробав да кажам дека некогаш можеби и повеќе, ако имам моите деца имаат поголема потреба од мене, јас ќе тежнам многу повеќе кон нив, а можеби бизнисот ќе го запоставам. Но некогаш доколку мојот бизнис има многу поголема потреба од мене, мојот фокус треба да оди таму, ќе се посветам на него, можеби децата тогаш ќе ги предадам дали на сопругот или на некој од бабите или на некој од поблиското семејство, но всушност тоа е тој баланс кој што мораме да бидеме спремни само со работа на себе и со таа емоционална интелигенција и развивање на таа наша емоционална интелигенција, всушност да сватиме што е она што треба да го правиме во овој момент, затоа што динамиката на денешното општество е доста турбо. Мислам, од моментот кога ќе станеме, претпоставувам исто и вие, до моментот додека не легнеме, она сме on the go под притисок 24/7. Така што многу е важно тоа да направиме разлика каде сме сега најпотребни. Доктор Васка, како ви изгледа еден ден? Станувате са бајле, 3 деца имате, работите како психијатар, една прилична професија која што е захтевна. Еве, пластично опишете ни како изгледа еден ден на една жена. Многу динамичен, за мене убав, бидејќи јас немам тоа што во кое што, како да кажам, и професијата си ја сакам, и родителството си го сакам, и домот си го сакам, и сопружништвото и така натака, и затоа не ми представува, не викам дека не е тешко, не викам дека не сум уморна, да направиме паралела на тоа. Многу е динамично, нормално што се бајле да ги подразбудиш, која не сака да стане, кој е станало па сака да го облечеш, а може само се облечи, така натака, кој не сака ни двете, и да се разнесат кој дете каде, и морам да кажам дека тука е логистички многу потребно поддршка и не само поддршка, туку логистика дома, договор дома. Со сопругот сме уходани во тоа, ти од ваму, ти од таму, земи го, однеси го, ќе ја земаш после, јас ќе ја земам, мислам,
кој кога зависи нели од временските рамки, кој кога може. Подршка имам и од моите родители, кои што кога се тука, мислам, исто така знаат да земат дете од градинка па да го причуваат 2 сати или 3 и така натака, и тоа стварно навистина помага. Добро, не пукате по шавави некогаш, бидејќи јас си го сакам многу. Мислам дека си ги сакам Ама сите. нема врска љубовта со трпението. Не, друго сакам да кажам. Мислам дека ги сакам сите улоги кои што сум одбрала да ги играм во животот, и улогата на родител, да бидам мајка, тоа било мој личен избор, не било тоа случајна ситуација. И професијата, и различните професии, и различните, да речеме, работи со кои што секојдневно се соочувам, ама сепак не поминува еден ден да не се осетам дека сум јуморна и дека сум истрошена и дека сум презела поголем број обврски од тоа што можам, да речеме. И честопати дури се чувствувам дека сум и пасивно агресивна. Значи тоа можеби не е експлицитно, меѓутоа внатре во себе чувствувам некаков немир дека многу работи имам што треба да ги завршам, а дека просто денот има само 24 часа. Сакам да дадам секаде максимум и во однос на љубовта кон децата, и кога велам само љубовта и грижата, нели тука мислам на цел еден сет на воспитување, едукација, сите тие деликатни нијанси што треба да бидат дадени. И еве дури жена која што нема деца, повторно, тоа динамично секојдневие. Тука се очекувањата оние што не зезаат сите, да кажам, затоа што имаме високи очекувања од себе во секој домен, за себе, во секоја димензија, да кажеме, на личноста. И не постои совршен родител, не постои совршен, да кажам, професионалец и така натака, иако постојат подобри и не толку добри. Нормално е дека имаме притисок, но многу е битно, нели, како велат, не се дави тој што потонал во вода, туку се дави тој што не здивнува. И го велите она цело време притисок. Што треба да направиме кој има притисок? Што треба? Да издише тој притисок, да се извентилира тој притисок. И затоа е многу битно времето за себе, доколку е можно да се најде. Едно што е многу битно е свесно проаѓање, значи со концентрација во се што го минувате во текот на денот. Како се земате време за себе? Кога ќе земете време за себе, како тоа изгледа? Секој треба да најде, например, јас не можам да станам во 5, зашто можеби не сум спиела. Не сум тој тип на да станам во 5. Не се форсирам да кажам себе си, треба секој да се знае себе си што му одговара. За време на викенди и онака јас во тие моменти, минути, пола час ли е, некогаш сакам да испишачам, пак со некој дете, најчесто керката ми прави друштво, или пак јас се хранам практично со мирот и тишината додека читам книга. И така растам, можам да читам нешто од професионален аспект, може да читам нешто што и онака ме интересира, белетристика, најчесто научна фантастика, и тоа многу ме релаксира, и за тоа знае сопругот колку го сакам тоа и колку ми е и да сум обкружена во она што ми е домашната атмосфера. Периодот на летото ми е претежно кога не е претопло, нели, надвор на балкон го поминувам, имам многу цвеќе, визуелно мора естетски да ми биде убаво, за да можам јас да уживам во тоа. И да имам време, пола сат ли ќе биде, пола сат, 20 минути, да се задлабочам, може да е една страна прочитана, може да се 20, зависи од времето кое што ми е достапно. Но тоа, например, мене ме враќа кон себе. И тоа читање, осамување, ми дава простор да јас бидам сама со себе, можеби. Иако е стварно тешко дома со повеќе деца, нели, да бидете сами. Тоа не зборувам за осаменост. Осаменост може да биде патолошка осаменост, но туку чувството на не на самотија, туку едноставно период кога јас ќе се реконсолидирам сама со себе. Ова е и тоа многу ни е важно. потребно на сите, но кога го правите тоа, правете го свесно. Значи, свесно земете го. Што се случува? Не може да каже некој дека нема време за да се издвои, да се одвои, да помине време пола сат за себе, ако во раката има телефон и ако влезе на Digital Balance и види дека потрошил 3 сати на Facebook денеска или на Instagram. Или Значи, 2 свесно сати на средување на исклучување- кујната и на чистење по домот. Секако и мора слично. кујната да се среди, И тоа па и не мора. Некогаш и не мора. Некогаш и не мора. Знаете како мора? Знаете зашто? Затоа што ментална активност е дури чистењето и средувањето дома, да не оди во патологизација, значи да не биде тоа обсесија. Но ако не ми е средано, јас сакам, значи тоа да не биде нели во некаква обсесивна да кажеме структура на личност, да мора се под конец да биде со дома имање 3 деца и плюс уште, значи не може да биде идеално, да се нели бейзлайнот, основата не ми е идеална. Јас тргнувам од Но себе, гледам треба да како
гледам како сум ги променила собствените навики кон домот. Да речеме, кога не бев мајка, ги вадев книгите една по една на секоја од книгите во библиотеката да им избришам прашина и се мораше да биде под конец. И тоа е дури таа обсесивност во однос на хигиената и редот на дом. Со тек на созревањето. Пуштам и си велам, ќе прескокнувам играчки низ дома, нека биде хаос, детето е среќно. Да. Детето е посрекно кога играчките му се растурени и сака, или му давам лажици за да си игра затоа што сака да фантазира и да биде креативен со лажиците. Да, добро, лажици по земја ќе ги измијам после тоа. Се учам себе си, некако пробувам да се дисциплинирам себе си одново, на начин на кој ќе бидам поопуштена, порелаксирана, помалку напната во однос на перфекционизмот и критериумите кои што некогаш си ги поставуваме сами, тоа е автоориентираниот перфекционизам, а многу пати е наметнат и од цел сет на останати жени, мајки, баби, тетки, па и целото општество. Јас, доаѓајќи наваму, прв пат после цели 3 недели сум сама, одделена од моите две деца, значи цели 3 недели 24/7 беа со мене од утро до мрак и мислам дека во кола буквално си пуштив музика до даска и си дадов простор и време за себе и баш тоа што го кажа докторката, за прв пат се осетив онака скроз сама и скроз своја и јас постојано можам да кажем дека ова ми е као искачање некое, мислам онака се чувствам као вау, и облечена све, тоа беше на плажа, прво што најдеш земи стави. Ама јас сум личност која што многу внимава на времето посветено за себе. И јас пробав да најдам време во текот на денот, дали е тоа дел или сегмент, но некако беше безуспешно, со оглед дека рано легнуваат моите деца, јас рано легнувам со мене, логично ми е да станам порано и сум некој кој што постојано го труби тоа колку е важно да една жена земе макар и 20 минути за себе, дали е тоа читање или пишување на дневник или медитација, молитва во било која форма, вежбање, значи физичката активност игра многу важна улога за да не дојде до тоа пукање по шавови, баш што го каже, иако јас верувам дека секој едно од нас пука во текот на денот или во текот на неделата и тоа е многу нормален процес, но многу е важно свесно да оделиме време за себе и малку се вратиме навнатре, зашто благодарение на технологијата многу често всушност се оддалечуваме од самите себе и одиме влегуваме во тугите животи, гледаме што е она што другиот го прави, гледаме како треба да се однесуваме или слично, а се што треба да направиме малце по навнатре да влеземе и мислам дека колку и повеќе да сме во контакт со самите себе, толку повеќе доаѓа тој мир внатрешен, толку се зголемува тоа трпение, толку доаѓа таа свесност која што јас се чувствам како многу често да губам и во текот на денот одам или движам доста несвесно, а не треба да биде така, за жал. Моника, многу ми е драго што вака искрено и отворено споделуваш со нас и со нашите слушателки за тоа како некогаш и шашаво може да изгледа денот, бидејќи твојот живот на Инстаграм изгледа совршено. Да, јас доста често онака пишувам да потсетам дека не мислам, јас сум графички дизајнер по професија и моја професионална деформација се тие убави фотографии, естетизација, со тие пастелни бои и многу често луѓето ќе видат и мислат дека мојот дом е перфектно среден или моите деца се перфектно облечени, меѓутоа тоа апсолутно не е така. Мојот дом е доста често неуреден, но знам да е и доста често среден. Мислам, јас постои и тоа е реалност од мојот живот и тоа е реалност од мојот живот. Мораме да бидеме свесни дека сите сегменти од 0 до 100 ги има во секоја наше секојдневие. Докторке, кои се најчестите фрустрации што ги детектирате кога ќе дојде една жена кај вас? Значи, еве, и не мора да биде мајка, може да одлепиме овој пат од идентитетот на родителството. Кои се најчестите проблеми и ситуации, се она што да речеме социјалниот контекст натежнува врз од аспект на женското здравје, ментално? Социјалниот контекст знае да даде многу голема димензија и голем притисок, како што разговарав. Но би рекла повеќе животниот контекст е тој што е најбитен, бидејќи секој поминува низ различни животни предизвици, кои што нечесто се почесто се неповолни отколку поволни. Ние имаме прилика, баш како што кажувам обично, животот не ни должи ништо, не ни гарантира ништо, и ако имаме здравје,
околински, нели, да имаме потребите да ни се подмирени, така натака, здравие, спокој пред се би кажала за себе како едно врвно нешто што е убаво за постигнување, треба да сме благодарни за тоа и да знаеме да го цениме. Благодарноста е многу битна. Од друга страна, секогаш доаѓаат неприлики. Значи некакви животни шамарења, можам да кажам, или многу тешки ситуации. Верувајте, секојдневно работам со судбини. Значи има и состојби, има и болести, кои што нели се некаква патолошка веќе дисфункција на одредени физиолошки, да кажеме, неврофизиолошки функции, но има состојби кои што, тоест судбини кои што кога ќе дојдат, кога ќе натежнат, ќе си кажеш некогаш добро како дише, како живее и живее. Затоа што нема избор. Немаме понекогаш избор. Кога ќе дојде нешто лошо, кога ќе има тежина голема и длабока, и многу голема и многу длабока. Но истовремено, тука е онаа пркос на духот, ја викам јас. Пркос на духот, дека кога ќе се случи тоа, има начин, нели, нешто велиме, не се дава тежина на некој што не може да ја издржи. Пркос на духот да стане, да застане и да обстои. И тука понекогаш кога ги преплавува судбината, да кажам, или животната неприлика, треба да се знае да се има, нели, отвореност да се побара дури и стручна помош. Зашто ако нешто преплавува и не можете да се соочите со може да е и минорна ситница, нели, како чаша која што ја многу капки ја прелеваат. Да, многу суптилно треба да зборуваме за траумата, затоа што траумите, односно трауматските искуства кои што може да се провлекуваат во животот, некогаш може да се од ситуации кои, да речеме, нешто за мене представувало траума, за некој друг не представувало. Значи, но има сега не зборам за големите. Да, обично Габор те вика има трауми, нели, со малото и со големото. Да. И сега да направиме дистинкција во тоа. Да. Но не на секој не се еднакви капацитетите за носење на тие трауми, не на секој не е еднаква отпорноста кон се. Немаме сите изградено еднакви капацитети за справување, механизми за компензација на она што ни се случува. И не треба тука да има осудување. Затоа што некој е раснат на некаков начин, околински немал можност за развивање на некои капацитети. Тука има многу повеќе се фактори во улога. Има фактор, нели, средината, животната средина, каде што се раснати во смисла на потесно, нели, на примарното семејство и на пошироката димензија каде што е расната личноста. Колку е важна женската солидарност и женската поддршка, значи на страна, нели, сега зборуваме и стручните аспекти, медицинската помош при посериозни, да речеме, психолошки состојби, но кога зборуваме за социјалното и за менталното здравје на жените, колку е важна таа подадена рака, таа пријателството меѓу жените, отворениот разговор. Многу е важно, бидејќи ние сме социјални битија и јас би рекла душа со душа се лекува. Не секогаш може да има потреба од стручна помош, ако има личноста на која што и се има случајно некој голем животен предизвик, соодветни луѓе за поддршка од страна. Некогаш кога ги нема е добро, нели, да се обрати кон стручно лице. Сте имале ли жени кои ви биле голема поддршка во животот, големо рамо за плачење, голем грб? Јас премногу, и мислам дека една од основните потреби на човекот е да биде слушнат, да биде разбран и токму да добие таа поддршка што треба. И како што жена може да разбере жена, мислам дека не постои две други суштества кои што може да бидат разбрани еден со друг. И можам да кажам дека за среќа имам искусено феноменални жени, имам најдена огромна поддршка од нив, но од друга страна јас сум лично што ги бара токму тие жени и мораме да станеме свесни дека треба да ги бараме, дека не така доаѓаат лесно на Facebook, на Instagram, TikTok или каде. Мислам дека можеме да видиме баш една голема омраза, едно големо осудување, една голема критика, особено меѓу жените една со друга, или ако некоја жена прави нешто поразлично или ако е целосно несватена. Многу често, особено кај младите, го гледам тоа колку знаат остро да критикуваат и да си нафрлаат, но мораме да бидеме свесни дека постојат жени кои што ја даваат таа поддршка, постојат жени кои што сакаат да гледаат други жени како одат напред,
да им бидат онака ветер у леđa, што се вика и мораме да бидеме свесни дека треба да си ги бараме тие жени, онака баш да ги бараме. Да ги бараме, но во исто време и ние да бидеме баш тие жени за другите. Апсолутно. Мислам дека ако бараш, природно, знаеш, одиш кон нив, гравитираш кон нив и природно ти си таа личност што ги дава, ама мислам дека мораме да се охрабруваме повеќе една со друга, мораме онака да си кажуваме дека е во ред да бидеш различна, во ред да бидеш поинаква, во ред да не стануваш во 5 сат, во ред да станувам во 5 сат, во ред да имаш 0 време за себе. Мислам, дали ме сваќаш? Јас и режисерката на овој подкаст са бајлево кога доаѓавме овде на снимање, во кола успеавме да си се пожалиме во тие 15 минути една на друга. Толку е што потребно. се сабајлето ни се случило на едната во еден родителски контекст и на другата и мислам дека за мене беше тоа еден добар вентил. Тие 10-15 минути како на некој начин да издишаа целата тежина од мене, затоа што почувствував дека некој го разбира тоа што го зборувам, има емпатија за тоа што го зборувам и не мора да е тоа жена која што доживеала слична приказна. Еве дури не мора на таков начин да направиме некаква симбиоза. Просто може да се и две жени со различни животни приказни, ама емпатијата, тоа дека другиот може да чувствува, односно може да се стави во твоите чевли и да ја почувствува твојата болка, да сака да ја разбере, односно твојата болка. И мислам дека е многу важно тоа солидаризирање со проблемот на другите и во професионален аспект. Затоа што ни сите тие големи и тешки улоги што понекогаш ги имаме ние како жени со различни идентитети кои што си ги носиме, идентитетот на мајка, идентитетот на професионалец и whatever. И доаѓањето на работа некогаш не си спиел, си имал цела вечер бебе кое што плачело дома, или немаш дете, ама не си спиела затоа што просто си имала несоница, си имала грижи, си имала менструален циклус кој што бил прилично болен, со тензија, со тегоби, со болки и така натаму. Колку во професионален контекст сте наоѓале жени кои што кога ќе стигнете на работното место или во некаква работна средина, еве не мора да е класично работно место, ординација или канцеларија, било каков значи професионален контекст, успевале да препознаат ни што сте поминале? И колку сила ви е потребно за вие да функционирате. Значи, колку повеќе сила и концентрација ви е потребно за да може нормално да функционирате во една таква професионална рамка, при сите овие други позадини што се случиле, при целиот емоционален багаж што една жена го носи. Мене ми се случувало да имам буквално 0 минути спиење и сон. Мислам дека со второто дете претежно и третово сега. И практично да не си спиен цела ноќ. И стануваш са бајле, се миеш, стануваш зашто лежиш некаде тука, нели до малото. Стануваш, но тоа е пак една символика на стануваш са бајле, се миеш, се шминкаш и одиш на работа. Имаше една медицинска сестра кај мене на оддел, сега е во пензија, сестра Лиле, ќе ја спомнам и ќе ја поздравам, бидејќи доста голем впечаток ми остави во моите порани години, да речеме, на професионален план. И ќе ме види и ќе рече, дете, ти пак не си спиела. Гледај колку можеш тука барем пола сат во тишина да бидеш. Значи дури на работното место. Толку колку што дозволува време. Тоа најчесто не дозволува затоа што стварно не е динамична работата, зависи нели како ни е денот распределен. Но без разлика, битно е човечки да имаме емпатија. Ова сега што го прашувате е една потреба на секое лице, на секоја личност да биде сватена и слушната. И на некој начин валидизирана. И така кога ќе си ги валидизираме оние емоции, доживувања кои што ги имаме сите во различен период од животот. Понекогаш сме среќни, понекогаш сме тажни, нели секоја емоција е соодветна на она што поминуваме, бидејќи лошо е да идеализираме нешто. Еве пак во контекст нели на оние социјални мрежи, дека нели идеалот е тој, ќе се породи нели млада мајка, се уште не е створен тој идентитет на родител. Јас најчесто кажувам, не се раѓа само дете, се раѓа и мајка, се раѓа и татко, се раѓаат и баба и дедо, доколку нели е тоа прво внуче. И тоа е потребно време за да се створи тој идентитет на родител. Не е како на филмовите, го раѓаш и веднаш го сакаш највеќе на цел свет. Поврзувањето, емотивната конекција, дури со дете што си го родила, ако било 9 месеци во тебе, се ствара во текот на времето и проđаш на една низа на промени од емотивен, нели од психички, но и од физиолошки аспект, значи хормонски, дур се среди една личност
Постпородилно има период, нели, низ кој што тие хормони флуктуираат и прават да се чувствуваш поразлично. Тука би ја спомнале, само иако не би навлегувале во таа тема, пошто една цела комплексна друга тема која што повлекува уште еден час зборување, постпородилната депресија со која што се сочуваат голем број на жени, за кои се уште се зборува како да е некакво табу. И мислам дека во последните години се отвара свесноста за тоа прашање и се отвара практично потребата од поддршка. Поддршка, да. Многу е битно да се пара поддршка. Бидејќи пак ќе кажам, јас имам 3 деца, првото дете ми беше најтешко. Ако бевме сами, затоа што едноставно веќе кај второто и кај третото беше створен идентитетот на родител и на мајка. Иако и тоа не мора да е пракса, нели, кај многу жени се случува После да имаат станува подинамично. Не, сакам да кажам, со секоја различна бременост и со секое породување има различни состојби, па се случува, јас познавам жени кои што страдале од постпородилна депресија со трето дете, кои немале проблем со прво и со второ дете, па им се случило тоа дури со третото и така натаму, но рековме ова е една голема тема која што во денешниот подкаст не ни е главен фокус, па чисто да не ни излета муабетот. Сакам сега повторно да се вратам на очекувањата на жената според незината возраст, значи бидејќи нели во различна животна доба има различни очекувања од секоја жена и тука би сакала да го спомнам и култот кон младоста, кој што повторно е поддржан низ една цела индустрија, рекламна индустрија, значи видеоестетика, музичка индустрија, социјални мрежи, билборди, од сите билборди познати лица и не само селебрити моментот, него и млади витки тела, нели, на сите билборди, жената и на ТВ екраните кои до пред некоја година телевизијата беше се уште најдоминантен медиум, од ТВ екраните зрачеа најчесто млади, убави и витки жени. Тоа е естетиката која што се пропагираше. Над одредена возраст, каде се жените? Секако дека се неодредени професии, да, меѓутоа постои цел корпус на професии кој што е детерминиран од возраста на жената. И мислам дека и ова е многу важно да го поразговараме во однос на тој култ кон младоста, би рекла. Кој е вашето мислење? Ве, Моника, може од вас. Јас мислам дека ситото е многу поинтензивно денеска, токму поради социјалните медиуми, особено Инстаграмот и ТикТокот, верувам дека играат огромна улога во тука, но всушност се прави една лажна, барем според мене, за моето верување, се прави една лажна представа за како треба да изгледа жената и што всушност значи старење и прифаќање на секоја дадена улога која што самиот живот ни ја сервира и ни ја нуди. Многу често гледам особено кај мајките кога ќе станат млади мајки, па и кај мене беше тој некој пример, во првите неколку месеци од мајчинството кога си целосно изгубен, кога не знаеш што ти се случува, тежнееш кон младоста, онака патиш по таа младост, патиш по таа слобода, по тоа искачање, по тие забави, по тие до седење, до сабајле, до изгреи сонце и слично, и многу често забораваме всушност да прифатиме дека секоја доба годишна си носи различни убавини. И многу често сме заглавени во тоа минато и благодарение на сите тие социјални медиуми тој притисок уште повеќе и повеќе расте, но мораме, јас многу често знам да кажам на мојот Инстаграм профил, ако може Ким Кардашијан да промовира фустани, облини, можам јас да зборувам што значи да бидеш реална жена и што значи да уживаш и во хаосот, да уживаш и во брчките и во порите, да уживаш и во несовршеното тело и во буката со двете деца. Мислам дека мораме многу повеќе да ги нормализираме сите тие работи. Колку погласно зборуваме ние кои што сакаме да зборуваме за тоа, што значи да се води еден реален живот, толку повеќе тие работи ќе станат нормални, но нормално е да не знам, да градите не ти се совршени после 2-3 деца. И во ред ако сакаш нели да си ги поправиш и слично, но во ред ако не изгледаш совршено. Во ред ако не знам, ако имаш подочњаци, ако не си S или XS или слично, такви некои параметри, ама мораме да ги нормализираме сите тие доба. Ама многу често забораваме дека со годините доаѓа и мудроста. Со годините доаѓа и нека свесност и нека зрелост. Искуството само си го прави своето и тежнееме кон младоста,
не тежнееме кон зрелоста. Кон зрелоста и кон мудроста, Да, да кон речеме, мудроста, да, баш така. Така што си има своја убавина, баш се има своја убавина. Често ги ставаме и проблемите во некакви свилени ракавици, ги маскираме, Да, апсолутно. создаваме некаква ретуширана слика за себе, за сопствената реалност, за семејството, за околината и така натаму. И верувам дека и нели тоа кога го гледаме во рефлексијата на животите на другите, повторно кон нас прави некакво чувство на вина. Не треба да го има. Светот е, за жал, многу суперфицијално насочен или површински насочен или фасадерски насочен, нели, гледаме. Претежно и затоа и не ги ни сакам многу социјалните мрежи, зашто све е претежно слика. И во таков формат, но се губи суштината и длабочината. Зашто не треба да старееме, треба да созреваме. Значи старење ми е малку збор кој што можеби не го сакам се уште, затоа што секоја возраст си носи своји бенефити. Нормално дека телото нема да ми изгледа после 3 деца исто како без, ама не ни треба, затоа што створило на таква голема улога нешто што апсолутно не се менува. Не се споредува воопшто. И созревањето е тоа, премногу даваме акцент на она површина како се изгледа. Тоа од друга страна има импликација врз стварање на тензија, на очекување, на анксиозност, дека еве сега па и добро е што е на некој начин популарна физичката активност се повеќе и повеќе, затоа што тоа е грижа и за телесното, но и за менталното здравје. И е добро дека е така. Нека е популарно тоа. Но од друга страна нека е популарно и читањето на книги. Нека е популарно и одењето во библиотека, ако нели немаме можности да ги купуваме сите оние што ги сакаме. Така. Затоа што мора да се направи баланс. Ако се направи баланс само на површинските вредности, тие ќе владеат. И не оставаме добар свет за другите. Иако да не заборавиме дека има и жени кои што немаат деца затоа што или не можат да имаат деца или затоа што одлучиле дека не сакаат, дека просто нивниот избор бил да немаат деца. Апсолутно. Али повторно велам би ги свртеле веројатно кон внатрешната убавина, колку и да звучи тоа како некакво клише, како некоја себереализација, како некаков личен развој. Но најчесто, Ана, тука удиме во една друга замка. Многу е битно да разговараме и да збориме денес и за оние жени кои што се немаат реализирано како родители. Ние сме тука родители, трите некако се наматна спонтано тој разговор, нели, низ таа димензија на родителство. Но жената сосем има слобода да одлучи ако сака дури да не се реализира во таа улога на мајчинство. И од друга страна постои огромен притисок што се ствара на одредени жени, каде што од биолошки аспект нешто не оди како што треба, во смисла на не може да се реализираат во улогата на мајка. Замислете го тој притисок деновиве. Идеализација на како треба да биде. Социјалната средина прави еден притисок, па ајде сега, што чекате вие? Нели треба да работите на тоа и така натака, прашување, па или зошто немате второ дете? Ајде сега треба братче или сестриче, секако јас сум за повеќе детни семејства, но да не биде притисок врз личноста. Да си ги знае капацитетите, да самата одлучи за себе и за својата фамилија што би функционирало повеќе. Затоа што притисокот кој што пак ќе кажам го ствараат тие наметнувачки социјални норми не е лесен. И да имаме разбирање до каде може да одат одредени разговори со одредени жени, затоа што можеби некогаш да се погоди некоја многу тешка и болна тема. И ми се чини, ова сега што го спомнавме, кога веќе жената или не може, или не сакала да биде мајка, да роди деца, и повторно оставено во контекст на возраста. Значи, над одредена возраст, единствената улога на жените не е да бидат само баби. Дури ако имаат своји внучиња, така, имаат повторно право на избор да најдат среќа и реализација на сопствениот живот во различно хоби, во различни интереси. И јас мислам дека многу мал дел од жените кај нас, кога ќе стигнат одредена возраст, некаква зрелост во одредена животна доба, си дозволуваат да си ги негуваат, да си ги гаат своите интереси. Да одат, например, не знам, да играат тенис, да одат на танц, нели знаеме дека танцот, играњето е многу добро и за физичкото здравје на жените во одредена возраст. Или не знам, да решат да посетуваат часови по цртање, да пробаат да откријат некои своји таленти кои по претходните години
може би заради многу обврски со различни професии и така натаму, немале време да ги развиваат. И сега кога во одредена возраст повторно се враќа слободното време, да тоа биде исполнето на различни креативни начини, да не биде тоа, не знам, улогата на баба, единствената улога во животот на една жена на одредена возраст. И генерално борењето со предрасудите на жените во години е еден многу интересен феномен поврзан со ејџизмот кој што многу го следам. И многу ми се допаѓаше една позната австријска сликарка Марија Ласник се викаше, да, чија што изложба беше поставена во Музеот на современа уметност. Таа веќе 60 години се смета за авангардна предводничка на сликарството од женска гледна точка и многу ја работи како централна тема телесното сознание. Значи, body awareness. Таа се бори со предрасудите кои постојат за жените во годините. И за себе вели, кога ќе интервјуираат, за себе вели, моите бои стануваат се помлади како што јас стареам. Се поживи, се посочни. Да, и тоа е една убава порака. Предрасуда е дека нели нема што да прави жената од кога нели ќе порасна децата или пак ако нема нели деца, ако веќе завршува оној професионален аспект на или кога ќе отиде во пензија. Познавам многу и најчесто искуството ми е такво со возрастни жени, повозрастни жени кои што се комплетно исполнети со една виталност и со еден дух, но тој дух точно е дека оди кон помагање, односно кон служење на другите. И да не ја подценуваме улогата на баба кон децата, дека нели е само баба сервис е најважниот сервис. Не само за нас. Студиите викаат дека дури и за возрастните, дека за повозрастните, за нивното телесно и ментално здравје игра голема улога доколку нели не се префорсирани нормално. Дури сум прочитала дека баби, односно возрастни луѓе што имаат грижа за своите внучиња секојдневно, статистиката покажува дека дури животот им се продолжува, дека живеат малку подолго. Повторно е тоа истата димензија дека ние сме социјални битија. И ако го земеме на пример фактот, да земеме колку е битна социјалната интеграција на личноста. Правени се многу студии и контраинтуитивно нели ако ве прашаме што е најбитно за долговечност, би рекле сите што? Храна и физичка активност. Но број 1 е социјалната интеграција. Правени се нели оние сини зони што ги викаат на луѓе кои што живеат над 100 години. Тие се неколку во светот. И најчесто она што е следено е дека покрај нели физичката активност, имањето на динамичен начин на живот, значи тие не одат во фитнес сали за да вежбаат на 96 години, туку се динамични и се дружат и се движат покрај едењето на поедноставен, да речеме, поздрав начин исхрана, најчесто медитеранска исхрана, многу е битна социјалната интеграција. Да. Во помали средини, кохезијата што се има, да ги поминуваат и убавите моменти на животот заедно, да ги споделуваат, но и лошите да олеснуваат. Бидејќи ние на вистина така раснеме и тоа е практично најбитното нешто за долговечност. Грижата за другиот можеби многу повеќе ќе имаме повеќе бенефит ние во однос на себе давањето отколку тој на кој што ќе му посветиме внимание и нешто ќе му помогнеме. Тоа е една најмокна форма на служење, извинете што ве прекинувам, грижата за другиот и тоа да дадеш, да помогнеш на некого друг. И мислам дека кога човек ја почувствува таа форма на служење кон човештвото, мислам дека се остварува една сосема поинаква димензија. Да. Смисла му дава на постојањето. Да, самата таа секојдневна интеракција, со колку луѓе имаме интеракција во секој ден, е многу битно. За жал, по новите генерации, особено после ковидот, нели, со тоа цело поместување на работите во смисла од професионален аспект, нели работење дома и така натака, се гледа дека кај младата популација има негативен ефект кон менталното здравје, бидејќи се повеќе имаме кај брилјантни млади луѓе имаме пораст на анксиозност, на депресија, на самоповредувачко однесување, конкретно пример кај помлади и девојчиња, што е навистина загрижувачки. Имавме најпогодена во периодот на коронат, нели на ковидот, беше најмладата популација како најнерезилентна веројатно, но со недоволно развиени социјални капацитети за интеракција. Најрезилентни беа пак највозрастните над 65 години, бидејќи најдобро се адаптираа кон новонастанатата ситуација. Дури и
улогата на социјалните мрежи во периодот на ковидот имаше значителен позитивен ефект кај повозрасните, зборувам. Дури кај помладите веројатно, но помладите влегуваат во повеќе токсични релации и може да биде многу поранливи се во однос на тоа презентирање на себе, но и потоа осудување на другиот. За разлика од тоа, например, кога ги видиме интеракцијата на повозрасната популација на социјалните мрежи, конкретно например на Facebook, ќе видите многу поддршка. Браво, што и да се случило, браво, си спешачила денеска, леле, лал да ти е, браво, леле, што убав ручек си направила, браво. Тоа споделување е наша потреба од споделување и од валидизација на некој начин и во периодот на короната играше доста битна улога, но и потврда после тоа. Да, но и мотивација. Многу често приметувам дека една жена, за да се дефинира сама себе, се дефинира преку улогите кои што и се дадени. Односно, мора да е мајка, мора да е докторка, мора да е уметник. Меѓутоа, жената е еден спектар на улоги кои што ја чинат неа да биде автентична, да биде своја. Кога влеговме, кога ме прашавте како да ве најавам, јас сум и предприемач, јас сум и графички дизајнер, јас сум и уметник, јас сум и мајка, јас сум и некој што го сака животот, јас сум на крај Моника. И многу е важно да не се дефинираме онака чисто само според една улога, затоа што жена може да се оствари во мајчинството, може да се оствари во професијата, може и во уметноста да се оствари, може и баба да се оствари. Многу е важно да станеме свесни што она што всушност ние го сакаме и да не дозволуваме да не дефинираат сите тие улоги кои што нели се дадени од целокупното општество. И токму тоа мислам дека можеме да го постигнеме само преку една јака врска со една со друга и таа социјализација и тоа здружување и таа поддршка која што мислам дека нужно на сите ни е неопходна. И сега кога ги спомнавме токсичните релации, морам да кажам дека најопасниот отров е потребата да се етикетираат, односно да се судат луѓето. Особено кога тоа е нели наменето кон жените. Така што излегувањето од едната и единствена улога на некоја жена или кршењето на повеќе слојните идентитети, би рекла, е клучно. Ние мораме да им дозволиме на жените автентично да кажат што сакаат и во што се чувствуваат среќни. Не би смееле да ги судиме жените кои што одлучиле дури да бидат само мајки, да не работат и да се реализираат во својот дом и во своето мајчинство. Ако е тоа повторно личен избор, ако не е тоа наметната улога затоа што мажот, свекорот или тетката или свекрвата рекла ти не смееш да работиш, мажот ќе заработува, ти ќе седиш дома, исклучиво ќе чуваш деца и ќе готвиш. Доколку е личен избор, ако жената сака да го уредува својот дом, да се посвети на децата, тоа е повторно нели една, како да кажам, еден автентичен избор. Така што мислам дека мораме некако да сватиме дека колку помалку ги судиме другите, колку поотворено гледаме кон сите што се различни од нас, дека толку повеќе ќе гледаме среќни луѓе околу нас. На крајот на криштата, секоја дискусија, секоја филозофија, секоја тема, од политика до здравје, на крај се сведува на барање на формулата на добар живот, среќа и заедништво кое функционира, бидејќи ние, како што многу пати повториме во оваа емисија, сме социјални битија. Многу е важна женската поддршка и женската солидарност и мислам дека исклучително важно е да отвараме вакви теми низ многу различни аспекти, како што го направивме сега во овој изминат еден час во овој разговор на ДМ подкастот. Самите меѓу себе да се преиспитуваме, да си поставуваме прашања една со други, но и додека ве слуша вас се преиспитува в себе си и мислам ми се чини дека најважно е од еден разговор човек да излезе со некакви олабавени стеги или променети сваќања. Значи тоа го прави добриот разговор, добрата комуникација. Кога јас ќе научам нешто од Моника, ќе научам од Васка и обратно. И се надевам дека тоа им го возможивме и на нашите слушателки денес на овој подкаст, да размениме искуства, да дадеме и некои совети кои што ќе бидат корисни. Ви благодарам многу што бевте искрени, а мене ми е особено драго што денеска ја заокружуваме последната епизода од ДМ подкастот Женски ритам и се надевам дека ќе останете мотивирани, самомотивирани, храбри и автентични. Што тоа и да значи за секоја една од вас, бидејќи секој од нас има различни потреби, различни интереси.
На крајот на криштата, важно е да легнуваме спокојни навечер. Имајте убав ден. Ви благодарам. Следи го собствениот ритам, ментална сила, социјален баланс, фитнес и уште многу други теми од женското здравје. Сега во ДМ подкастот Женски ритам.